Струмица е таа која предизвикува нашите срца да бијат во ритамот на вибрациите со кои живее градот под царевите кули. Овој наш град со своја традиција, белези и специфики, со својата околина која е без друго Божја убавина, со менталитетот на своите граѓани и со сето она што го отсликува современието преточено во новите звездени мигови на звездениот град, го прави препознатлив и единствен во своето пошироко обкружување. Овој град не прави да се чувствуваме горди струмичани и ни причинува празник во душите, празник и во делник. Но денес е вистински празник. Празник кој го буди изворот на нашата неизмерна радост. 11 септември, денот на ослободувањето на Струмица, е ден од нашето вчера, ден кој го донесе нашето денес и ден на кој ќе го креираме и надоградиме нашето утре. Навистина е големо задоволството да се говори за Струмица, а особено за роденденот на незиното прво слободарско изгрејсонце. Тоа изгрејсонце е дел од хоризонтот низ кој вековите пристигнале и одминувале неделеви од робските примрежија. Уште поголемо е задоволството да се говори за историските факти, кои непобитно сведочат дека Струмица со право може да се вброи во редот на оние македонски градови, чии што непокор и бунтовност секогаш доаѓале до израз како непомирливост со туѓото господарство и со политичката, социјалната и националната обесправеност. Безбројни се примерите кои сведочат дека во овој наш град револуционерниот пламен доживувал разгор врз кој се челичеле срцата на бунтовните струмичани до степен на решеност цената на слободата да биде многу повисока од цената на нивните животи. Особено ако тие животи во тоа време, невреме, биле соочени со секојдневното извориште на болка, тага, мака и гнев. Покрај многобројните историски докази низ годините и вековите наназад, за тој струмички непокор се и сведоштва од периодот на Втората светска војна и окупацијата на Македонија. Нападите од фашистичка Германија и нејзините сателити го откри уште еднаш по кој знае кој пат бунтовниот лик на древната Струмица. На 18 април 1941 година Струмица е првиот град во Македонија во кој што се организирале масовни демонстрации против влегувањето на бугарската фашистичка воена и цивилна власт, јавно демаскирајќи ја нивната наводна ослободителна ролја. Струмица е меѓу првите градови во кој што е направен обид за изфрлање на партизански одред. Се случило тоа на 11 октомври 1941 година, но таквиот првичен обид останал безуспешен поради недостиг на оружје. До формирање на јадро на партизански одред доаѓа во јули 1942 година, за дефинитивно во 1944 година да биде формиран струмичкиот партизански одред под команда на Боро Поцков Мирко. Станува збор за истиот тој одред кој е најзаслужен што ние денес го славиме 11 септември како ден на ослободувањето на Струмица. Имено на денешен ден пред 68 години командантот Боро Поцков Мирко ќе ги предводи своите соборци од струмичкиот партизански одред во победоносен поход кој ќе биде крунисан со историското влегување во Струмица. Од Попчево, преку Ридот Коритниче, па се до своето влегување во градот. Борците со својот командант го донесоа на виделина сонот на многуте генерации кои низ вековите наназад го трпеа теророт на разни поробувања. Тоа беше сон и за сите учесници во епопејната народно-ослободителна и антифашистичка војна на Македонија од Струмичкиот регион. Необично сум горд што во оваа пригода ја имам можноста од името на сите нас наискрено да им се заблагодарам на носителите на првиот слободен ден за Струмица, искажувајќи при тоа трајно ветување дека за нив во овој наш град заборав ке нема. По нивна заслуга нас денес не огреа 68-то струмичко слободарско сонце. Нека не огреваат уште многу такви сонца и нас и оние кои доаѓаат по нас. Само слободна Струмица може да биде успешна Струмица, убава Струмица, просперитетна Струмица и срекна Струмица. Само во слободна Струмица
Струмичани може да ги сонуваат своите соништа и да го живеат своето јаве за себе и за својот роден град. Само во слободна Струмица можеме заеднички да креираме убави и вистински приказни во кои сите ќе бидеме позитивни ликови. Како што сме ние дел од Струмица, така и Струмица треба да биде дел од нас, составен дел од нашето битие и нашиот код на постоење. За тоа се потребни многу нешта, но пред се е потребна љубов. Но кога љубовта е во прашање, мора да знаеме дека на Струмица не е доволно само да ја кажеме те сакаме роден граду наш. На Струмица треба и да ја покажеме и докажеме дека ја сакаме, работејќи за неа и за нејзиниот прогрес. Ако државата ни е татковина, тогаш Струмица е нашата мајковина. Таа мајковина, колку и да е древна, треба да ја чуваме и негуваме, но и да ја подмладуваме и подновуваме. Тоа е наша задача, наша обврска, наш завет и аманет. Ајде барем ние избраните и повиканите, секој себе си или сите заедно, да се запрашаме што сторивме за нашиот град. Дали е тоа доволно или треба уште? Дали Струмица го добива она што го заслужува? Дали сме кадарни да и погледнеме во очи на нашата мајковина, за да побараме нејзин благослов за нашето заедничко утре, или исповед за она што сме го сториле за нашето заедничко вчера и денес. Струмица добро знае дека доживува нова, поинаква и поубава приказна и би сакала таа приказна да има безброј нови убави страници во своето продолжение. Ние тоа и го должиме. Но Струмица никогаш нема да дозволи на нејзини плеки да ги ставаме нашите недоследности, фрустрации, поделби и заткулисни игри. За неа сме сите исти. Сите сме струмичани. Неа воопшто не ја интересира каде припаѓаме, која е нашата идеолошка матрица, во кој Божи храм му се молиме на Господа или според какви предрасуди и принципи се разликуваме. Треба и мора да знаеме дека Струмица ниту почнала да постои од нас, ниту со нас ќе заврши незиното постоење. Токму затоа, катадневно засукување на ракавите, ќе и покажеме на Струмица колку навистина ја сакаме. Ако знаеме тоа да го сториме, сме сториле многу и за неа, и за нас, и за сите оние по нас. Од Струмица утре, задутре и на други треба да им биде мајковина. Кога овој град ќе ја препознае нашата искрена љубов кон него, ќе знае како што знаел и досега, на љубовта да возврати со љубов. Во името на таа љубов со гордост воскликнувам: среќен ти празник, Струмицо наша. Нека ни е честит денот на твоето ослободување.